Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Еве синоќа часовниците ги поместивме еден час понапред, што значи дека еве рано ќе ни се стемнува и дека дефинитивно влегуваме во зимата. За среќа минатава недела па се до вчера не грееше сонце, а добро е и што прогнозата предвидува дека и следната недела ќе затопли, така што годинава, ако ништо друго, за прв пат после подолго време имавме вистинска есен. Пред некој ден бев на пат и искрено да ви кажам, македонските планини и шуми се целосно прелиени со такви есенски бои од кои застанува здивот. Си велам, колку прекрасна држава сме, колку нима дадено Бог и природата, само што ние не знаеме да цениме. Но сета таа убавина завршува на границата на главниот град Скопје. Да бидам искрен, идејата ми беше цела оваа епизода да ја посветам на анализа и коментар околу гласањето, односно за резултатите од првиот круг од изборите, кој нели се одржава во неделата, и што да очекуваме во вториот круг. Но не можам да го премолчам ова што му се случува на моето мило Скопје. На девастацијата што му ја нанесува онаа личност која се одзива на Арсовска. Додека на едно место се чисти, на друго повторно се пренатрупува ѓубрето. Камионите на комунална хигиена почнаа да чистат, но отпадот кој се натрупуваше со недели не може да се среди брзо. Местото зад мене, кое се наоѓа на само неколку метри од градскиот плоштад, кој изгледаше како мини депонија поради насобраниот отпад, конечно почна да се расчистува. За разлика од оваа локација во центарот на Скопје, само на 100 метри погоре се создаде нова мини депонија. Купишта ѓубре складирано во речиси идентични црни вреки. Додека во близина на плоштадот се чисти, ситуацијата и натаму останува алармантна во Чаир. Иако работата на комуналното предпријатие и градоначалничката Данела Арсовска сега ја вршат и општините, тие ја немаат потребната тешка механизација за да ги подигнат и испразнат контејнерите и да го соберат целиот отпад од улиците и тротоарите. Помош во механизација пристигна од Кавадарци и Куманово, но и таа не е доволна за целосно да се исчисти градот. Дополнителен проблем представуваат и кучињата скитници кои го разнесуваат ѓубрето по улиците. Граѓаните револтирани велат дека Скопје никогаш не бил повалкан и дека некој треба да одговара за еколошката катастрофа. Ова е зараза, болест, па може да кажам, владена слобода може да направи, како што викаат, како што беше во пандемијата, никогаш не бил. Јас сум тука 40 години во ова мало и во овој град. Ова бедотија не била никогаш. Катастрофа. Не било никогаш понечисто Скопје од сега. А за ова до сега треба да одговара. 4 години дишаме ѓубре и живееме на депонија. Катастрофа, ше. Катастрофа. Сегде е вака, јас се движам повеќе низ Скопје, значи сегде исто. Цел град. Мизерија, немам што да кажам. Од комунална хигиена пак се јавија со соопштение и тврда дека редовно си ги вршеле обврските. Според нив во текот на вчерашниот ден биле подигнати 350 тони отпад. Во текот на вчерашниот ден и минатата ноќ, јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје спроведе активности за собирање и транспорт на комуналниот отпад од повеќе локации во централното градско подрачје и општината Аеродром. Во рамките на активностите беа подигнати вкупно 350 тони комунален отпад. Би сакале да информираме јавноста дека досега немаме добиено одговор од страна на градоначалниците на скопските општини, каде го одлагаат отпадот од наводните активности за собирање на комуналниот отпад, што тврдат дека ги спроведуваат. Вработени во комуналец се жалат за состојбата и велат дека и тие се жртви. Синдикатот најави кривична против раководството на предпријатието поради доцнење на платите и лошата состојба со возниот парк. Освен полицијата и обвинителството почна постапка. Проверува како работеле град Скопје и јавното предпријатие. Оттаму не ја исклучуваат можноста освен комунална хигиена да бидат опфатени проверки на други институции. По мене потоп. Ова е мотото на онаа елементарна непогода наречена Данела Арсовска. Баталете ВМРО СДСМ, дуи, вреди, македонци, албанци. Ваква злобна, ваква неспособна личност не сме имале на функција никогаш во историјата. Неколку месеци наназад стискам заби и велам ајде уште малку ќе се ослободиме од неа. Но не бре, таа до последен ден ќе ни го загорчува животот. Навистина не верувам дека ова е само од неспособност. Мислам дека е чиста злоба и одмазда и затоа Арсовска ќе остане запаметена како најомразениот политичар или функционер во поновата македонска историја. Исто како и човекот од видеото, и јас цели 50 години со мали паузи живеам во Скопје. И вакво нешто никогаш се нема случано. Никогаш.
Што се не сме поминале. Но градот да ни се претвори во една огромна депонија, никогаш. Скопје во моментов на вистина наликува на оние смрдливи валкани градови од средината на минатиот век во кој поради нечистотијата по улиците и подрумите царувале глувци, а во некои од тие градови почнала да се шири и чума. Каква корона, каков етнички конфликт, море каков земјотрес или поплава. Арсовска е најголемата елементарна непогода што го има зафатено Скопје. Таа е како самиот Пиколомини. Ја знаете приказната за него, нели? Станува збор за австро-унгарскиот генерал кој на вчерашен датум, но во 17 век наредил палење на Скопје, навидум заради тоа што во него излегла од контрола заразата со колерата. Но вистинската причина што самиот Пиколомини цели 3 дена гледал како Скопје, градот во кој се крунисувале цареви и кралеви, горел до темел. Било одмазда. Одмазда за опсадата на османлиите на Виена која се случила 6 години претходно. Така веројатно и сега. Сето ова што се случува, во сето ова ѓубре, ни фали уште колера или чума да почнеме да фаќаме, за да можете Арсовска, пред да ги предаде клучевите на Скопје на незиниот наследник, да го потпали и 3 дена да гледа како гори. Да го запали како одмазда, што ете, како што вели ВМРО не и дозволил 4 години да прави што сака, или што скопјани ја мразат од дното на душата. Друга логична причина на вистина не гледам. За пожарите околу Скопје ова лето не била надлежна. За ЈСП и тоа што главниот град нема никаков градски превоз, бил виновен Пуцко, Петрол или Советот, што не и дал да си доделува милионски тендерчиња за нови автобуси. А сега за ѓубрето виновни сме биле ние, скопјани, затоа што сме фрлеле повеќе ѓубре, ама нели управниот одбор во кој, замислете, председателот бил од ВМРО. Абе сите се криви, само не ова. Она. Јас навистина не знам што работеше оваа жена цели 4 години. Зашто ја плаќавме? Според нејзинава логика, јас не знам зашто воопшто бираме градоначалници или зашто ете се поставуваат директори на јавни предпријатија. Ќе се избереме само членови на совети кои ќе постават управни одбори и толку. Нели, не ни требаат градоначалници и директори, тие немаат надлежност за ништо. Тешки глупости. Замислете, ниту она, ниту директорот не биле надлежни. Ама надлежни се да потрошат цели 178 милиони денари или скоро 2,9 милиони евра на тендерчиње, и тоа само од јануари до сега, и не било каде, туку во комунална хигиена. Специјалните возила за чистење ѓубре и целиот возен парк на комунална хигиена во последните 2 години се сервисирале за над 2 милиони евра. Па од тука главниот град би требало да биде чист како стакло, а не да биде потонат во ѓубре како што е сега и со наезда на стаорци. И не само редовни сервиси, се купувале гуми, бандажи, масла, антифриз, федер платна, железарија, Бош пумпи. А не се штедело ниту на канцелариски материјали, пијалаци, на осигурување на имот, сервисирање на фотокопири, противпожарни опреми и на резервни делови. Не биле надлежни за чистење на ѓубрето, ама гледаме биле надлежни последниве 2 години во комунална хигиена да се исклучуваат тендери од неколку илјади па се до 250.000 евра, буквално за се што треба и не треба. Луѓе, па само последниот тендер за сервис на возилата е тежак речиси 250.000 евра. А на тендерот подпис ставил актуелниот директор од ДУИ Сабахудин Рустеми, именуван од актуелната градоначалничка, кои нели не се надлежни. Абе, немојте ви се мола. Но сето ова има и една позитивна работа. Арсовска успеа да покаже дека кога сите се соочуваме со заеднички непријател, со некое зло можеме да се сплотиме. Па така еве Скопје се чисти колку толку. Го чисти Зелс, каде председател е идниот градоначалник на Скопје, Орце Георгиевски, кој нели од ВМРО ДПМН, а иницијативата е на актуелниот градоначалник на Центар Горан Герасимовски, кој од СДСМ, а со механизација од други општини, каде градоначалници се од ВМРО или од ЗНАМ. Но сепак, за се ова што му го направи на Скопје, Арсовска и сите овие нејзини кадри треба да бидат кривично гонети. Ако за ништо друго, туку за предизвикување на еколошка катастрофа. Нека скапуваат во затвор, па оттаму нека пишуваат статуси на социјалните мрежи. Или не знам, можда не треба ни во затвор, можда институциите треба да проверат и дали некој е пресметлив или не за извршување на некоја функција. Таквите на друго место се испраќаат. Но како и да е, Арсовска не сакам ни да ја видам, ни да ја чујам, освен ако не е за некоја вест дека се гони за криминал или за штетата што му ја нанесе на моето Скопје, град кој покрај сите своји мани си го сметам за мој дом. И мислам дека тука е подобро да престанам да зборувам на оваа тема, затоа што сум толку изреволтиран од неа, што ризикувам да користам речник што не ми доликува. А она тоа го сака.
да не повлече сите во калта и ѓубрето во кој таа се наоѓа, за да таму, во нејзината веројатно природна средина не победи. И веројатно затоа го прави се тоа, да уништи се што може пред да замине за да нејзиниот наследник, наместо да се занимава со нови проекти и слично, да треба да потроши половина мандат само да се справи со последиците од нејзиното работење. Нејс, Скопје има преживеано многу, ќе преживееме и нејзе. Ќе издржиме уште недела две, па после метафорички на клоци ќе извадиме од канцеларија. Реков, толку на таа тема. Ајде сега да се фатиме за поважни работи. Првиот круг на локалните избори заврши со 44 нови градоначалници. Во 33 општини ќе има втор круг, а во 3 ќе се повтори првиот круг поради недоволен цензус. Владеачките партии освоија најмногу градоначалници во првиот изборен круг. ВМРО ДПМН доби градоначалници во 32 општини, ВЛЕН 5, Национална алијанса за интеграција 4, а СРСМ 3 градоначалници. Од новоизбраните градоначалници на ВМРО ДПМН најубедливо победи Јане Мицевски во Сопиште со освоени над 80% од гласовите. Над 70% од гласовите и нов 4 годишен мандат добија и актуелните градоначалници на Кавадарци Митко Јанчев, на Штип Иван Јорданов, на Велес Марко Колев, на Илинден Александар Георгиевски, на Градско Киро Нацков, на Василево Славе Андонов, на Босилово Ристо Манчев, на Скопски Петровец Борче Митевски кој беше избран по рекорден 5 пат. Во Охрид втор мандат ќе тера Кирил Пецаков, во Битола Тони Коњановски, а во Ресен Јован Тозиевски. Падна и бастионот на СРСМ Струмица. Овој град во следните 4 години ќе го води Петар Јанков. ВЛЕН победи во Чаир, Арачиново, Желино, Сарај и Теарце. Коалицијата предводена од ДУИ освои 4 градоначалнички места по првиот круг во Гостивар, Чашка, Липково и Пласница. СДСМ освои 3 градоначалнички мандати по првиот круг и тоа во Богданци, Крива Паланка и Кривогаштани. Во главниот град кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Георгиевски во првиот круг има убедливо водство пред изненадувањето Амар Мециновиќ од Левица кој влегува во втор круг. Разликата во корист на Георгиевски е 60.000 гласови. Скопје ни избра градоначалници во 6 општини. ВМРО ДПМН ги доби Бутел, Газибаба, Ѓорче Петров и Кисела Вода, а ВЛЕН, Сарај и Чаир. Втор круг ќе има во Аеродром, Центар, Карпош и Шутово Ризари. Во Аеродром актуелниот градоначалник Дејан Митевски освои над 16.000 гласови наспроти Александар Трајановски од СРСМ со речиси 7.000 гласови. Во Карпош актуелниот градоначалник Стефчо Јакимовски заостанува зад кандидатот на ВМРО ДПМН Сотир Укровски за околу 1500 гласови. Во Центар води актуелниот градоначалник од СРСМ Горан Герасимовски пред Мирослав Лабудовиќ од ЗНАМ со околу 3000 гласови. Во Шутово Ризари во вториот круг ќе се соочат актуелниот градоначалник Курто Дудуш од Унија на Роми, кој има 1400 гласови предност пред Ерџан Демир од ВМРО ДПМН. Една од најинтересните битки ќе биде во Кичево, каде што е можно прв пат по долго време ДУИ да ја изгуби доминацијата. Лекарот Александар Јовановски од ВМРО ДПМН води со 6200 гласови пред актуелниот градоначалник Фатмир Дехари. Најтесно ќе биде во Струга. Независниот бизнисмен Менди Ќура води со минимални 215 гласа пред Арсим Далипи од коалицијата на ДУИ. Интересен прв круг имаше во Куманово, иако актуелниот градоначалник Максим Димитриевски има убедлива предност, сепак за втор круг се избори независниот Горан Стојковски Диро, кој освои едва 41 глас повеќе од кандидатот на НАИ. Тесна разлика во гласови и жестока битка ќе има и во Демир Капија, Валандово, Боговиња, Конче, Чучер Сандево. Македонија го кажа своето. Ајде да видиме што значат овие резултати. Прво само накратко, па ќе ги споменам, па ќе одиме едно по едно. Прво, како и да гледате на резултатите, какви сакате математики правите, спинувајте до бескрај, но првиот круг од изборите, а мислам дека и вториот во недела ќе го потврди тоа, а тоа е дека во моментов ВМРО ДПМН е апсолутен победник. Партијата е неприкосновена на политичка сцена, ја има целосната поддршка на граѓаните и сега во Македонија нема сила што може да ја победи. Тоа е факт. Второ, без разлика на сите оние глупи спинови и весели математики кои ги слушаме деновиве, СДСМ доживеа таков дебакл од кој веројатно тешко дека ќе се опорави. Ова е историски пораз. Ова е таков удар од граѓаните што ако не презамат нешто на брзина, навистина ризикуваат целосно да ги снемаат политичката сцена, нешто налик на ПДП или ПАСОК во Грција. Луѓе за прв пат во историјата во многу општини паднаа на трето или четврто место како партија.
Искрено, тоа не е добро за државата. На Македонија е потребна силна опозиција, колку и да е добра некоја власт. Без силна опозиција не бидува ништо од демократијата. Трето, видовме дека најголемиот удар врз СДСМ не дојде од независните или од ЗНАМ, туку од оние што ги нарекувам чегеварчиња од левица. Тие искористија празнината, односно отсуството на вистинска опозиција и успеа некако да се дограбат нивниот кандидат за Скопје да влезе во втор круг. Но верувајте, тоа не е вистинска поддршка. Туку тоа се на некој начин виртуелни гласови кои во моментот кога СДСМ ќе застане на нозе, ќе исчезнат. Во исто време, овој подвиг им успеа и затоа што ете прифатија да бидат на некој начин подизведувачи на Дуи во некој места. Четврто, кога сме кај Дуи, мислам дека тие се вистинските и најголемите губитници на овие избори. Не толку заради бројот на гласови, иако Чаир и Сарај се огромни порази, туку поради поразот на нивната политика или наративот дека само тие и никој друг не може да ги застапува албанците во Македонија. Самите се преценија, самите го кренаа гласањето во Чаир на ниво на референдум, кој потоа им пукна како пренадуен балон. Ако на парламентарните избори целосно расчистивме со СДСМ, на овие избори албанците од Македонија расчистија со Дуи. Нив ги чека истата судбина на СДСМ или ПДП. Петто, по ВМРО ДПМН, најмногу причини за славење секако има коалицијата вреди. Со победата во Чаир, Сарај, Арачиново и водството во Тетово и Струга, конечно го трна од свој грб товарот дека ете тие не се вистинскиот представник на албанците во владата. И тоа успеа да го направат без да пропаднат во националистичкиот наратив што го наметнуваше Дуи, што покажува дека гласачите албанци во Македонија им е прекуглава од празна реторика и дека и тие сакаат економски напредок и благосостојба, која не се темели само на некакви се воинствени повици за некакви си загрозени права. И шесто од ова кратко набројување се независните кандидати. Нивниот катастрофален учинок на овие избори, според мене, се темели на разочараноста на македонскиот гласач, кој веќе не сака да трпи разноразни шарени револуционери, луѓе кариеристи, лажни невладини и пред се луѓе кои застапуваат либерално-левичарски политики финансирани од надвор. Да, токму така, јас искрено не видов некој независен кандидат кој застапува десничарска политика. Може би имало, но повеќето беа представници на тие левичарски политики кои пропаѓаат на секаде низ светот. Значи, кратко да сумираме. ВМРО ДПМН е апсолутен победник. СДСМ доживеа дебакал. Левица ќари на грбот на Филипче, Дуи е најголемиот губитник, вреди има голема причина да слави, а независните треба да се прочистат од левите политики. Година и пол на власт, а уште со неприкосновен легитимитет меѓу граѓаните. Резултатите од првиот круг на локалните избори потврдуваат дека владеачката партија ја задржува поддршката меѓу народот, водејќи политики за кои граѓаните даваат зелено светло. Економските политики, инфраструктурниот бум, битката за расчистување со корумпираното правосудство, цврстиот став за спорот со Бугарија, односите со Европската унија. Се чини се дел од низата причини зошто и покрај идејните локални решенија, партијата на Мицкоски и понатаму е начело на секое поле во државата. На дел од ова синоќа се осврне и претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој рече дека Македонија не избрала партија, туку насока, избрала вредности. Аналитичарите велат дека резултатите на локалните избори во полза на ВМРО ДПМН не се изненадување, туку само континуитет на политиката на владеачката партија. Со вчерашниот резултат граѓаните на некој начин ја потврдија поддршката која што ја дадоа на владеачката коалиција минатата година, и на ВМРО ДПМН, и на ЗНАМ, но и на ВЛЕН. И они имаат нели сега и дополнителна одговорност да ги исполнат сите оние очекувања кои што ги бараат граѓаните. Додека ВМРО ДПМН ги има на своја страна граѓаните, социјалдемократите како да не ја сватија пораката на минатите избори и сега им се заканува тотална нерелевантност, па дури и исчезнување од политичката сцена. Покрај поразот на парламентарните претседателски избори минатата година, партијата на Филипче, барем според освоените гласови, го допре своето дно. Овие избори СДСМ освои најмалку гласови од нивното постоење. Аналитичарите велат дека на СДСМ му треба уште време за суштинска консолидација и дека граѓаните даваат шанса на проекти, а не на дневни политизации. СДСМ сега е во ситуација да се бори да се врати на второто место на македонската политичка сцена, а долг е патот да се приближи на ВМРО ДПМН. Се имаме ситуација каде што ВМРО ДПМН има неприкосновена поддршка од граѓаните
а потоа се СДСМ и левица. Значи не е веќе она што беше ВМРО, ДПМН и СДСМ, туку сега имаме се создава пополека еден друг дуалитет и борба за гласови за кој ќе биде втора партија на македонската политичка сцена. Тоа е она која што е реална закана всушност за СДСМ во моментов и они мора се разбира да се обидат преку реформи и реструктурирање да се одлепат и повторно на некој начин да се приближат на ВМРО ДПМН и да го повторно да го затврстат оној дуалитет. И покрај сите порази, Филипче е уверен дека тој треба да седи во претседателското столче на Бихачка. Не планирал да се поднесе оставка, туку само соопшти дека резултатите на изборите не биле посакуваните, но сведочеле за процесот на консолидација на партијата. Значи, после година и половина на власт, ВМРО ДПМН се уште има целосна поддршка од граѓаните. Да беа парламентарни избори, ВМРО под онтовиот модел со овие гласови ќе имаше над 60 пратеници, додека пак СДСМ ќе останеше со 20-тина. И тоа во некои изборни единици дури можеби би била и трета партија. Ваквата поддршка за власта се должи на посветеноста, искреноста, идејата и поставените платформи и алатки за реализација на таа идеја, коите граѓаните ги препознаваат. Далеку од тоа дека цветаат рози или дека сите гледаме со розови очила, но граѓаните гледаат дека барем уништувањето, пропаѓањето на Македонија е запрено и полека почнуваме да се враќаме на нозе. Гледаат дека владата генерално го испорачува тоа што го вети дека ќе го испорача на минатите избори. Почна со кривични истраги за безсрамната корупција на претходната власт, за кој рака на срце уште чекаме разрешница во судството. Паралелно со тоа влезе во офанзива за расчистување со политичко-судските кланови, последниот бастион на корумпираната власт на СДСМ и ДУИ. Офанзива која очекуваме да го има својот пик токму после изборите. Во исто време, растурени си, иако не збришени, главните наркокартели. Се апсат и растураат банди. И без разлика на тоа што зборат оние загари од Бихачка, улиците се малку побезбедни. На економски план се носат гледаме странски инвестиции. Инфлацијата паѓа, иако има уште многу работа за се зауздаат цените. Се покачија платите во неколку сектори. Пензионерите добија над 500 евра покачување. Се преговара со синдикати, се разговара со бизнисмени. Наскоро ќе се почувствуваат и ефектите од парите што се вложуваат од унгарската милиарда. Што на локално ниво со проектите кои се започнати, што во бизнисот преку компаниите што добија пари. Од првиот ден од доаѓањето на власт веднаш се фатија да ги довршат што побрзо децениско заглавените проекти, како автопатот Кичево-Охрид. Почна да се прави автопат Битола-Прилеп. Се довршуваат дузина други регионални патишта. Набрзо ќе почне и целосно реконструирање на железничкиот сообраќај и железницата воопшто. Да, многу од овие работи не се завршени, има уште многу, но барем се почнати. Минатата власт не започнуваше ништо. Дури и тоа што беше недовршено, само го доупропасти. Значи, во оваа година и пол, власта успешно го запре пропаѓањето и полека почна со обнова. А дека е така, доказ, еве ви го изборниот резултат. Значи, луѓето го гледаат тоа и затоа дадоа поддршка на гласањето минатата недела. И многу клучно, оваа влада обстојува на македонските национални позиции во спорот со Бугарија. Уставни измени вакви какви што се нема да има и бара од Унијата гаранции пред да се разговара за било какви компромиси. Реков не цветаат рози, но работите почнаа да мрдаат од мртва точка. За разлика од нив, што правеше СДСМ овие години и половина? Ништо. Наместо да се консолидира, наместо да се реформира, да ги исчисти од своите редови оние корумпирани елементи, да увиди каде грешеа и тоа да го поправат. Тие бе си тераат по старо, како да не ја сватија пораката од минатите избори. А кој всушност да свати? Кој да ја консолидира? Венко Филипче, човекот кој се уште се крсти во другар му Зоран Заев, човекот на кого му е поважно да има златна виза за Дубај и да се вози на луксузна јахта по Халкидики, наместо да се занимава со проблемите на обичниот граѓанин. Како ќе ја консолидира партијата човек кој учествувал во сите политики на СДСМ, кој всушност и доведоа до поразот на минатите избори? Човек кој сега не признава дека е целосно поразен и кој вели дека и по овој дебакл немало да си даде оставка, ете ќе продолжил со консолидација. Па и не е изненадување. Тој оставка не си даде кога 14 луѓе живи изгореа во модуларната болница, па сега ќе си даде кога изгубил на некои си избори. И не само тој.
Подпредседатели на партијата се личности кои што немаат ништо заедничко со навистинското СДСМ или социјалдемократијата воопшто. Таму туку се испостави на разноразни соруси и шарени револуционери. Јајде што не разбра пораката од минатите избори. Тие бри овој дебакл го нарекуваат победа. СДСМ останува убедливо втората најака партија во македонскиот политички блок. Имаме една идеолошка подлога и традиција и вредносен систем кој што е различен од оној на левица. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има своји гласачи лојални и своји симпатизери и мислам дека дури и резултатите, кажувам, покажуваат разлика во корист на СДСМ отколку на левица и до овој момент. Пасокизација што не зборува за падна во вода тие тези и многу ми е драго, затоа сме и многу задоволни што апсолутно денешниот изборен ден ги демантираше оние кои што прогнозира или посакуваа дека СДСМ ќе се распадне и дека СДСМ ќе се растури. Така што тезата на оние кои што тврдеа дека СДСМ се распаѓа, СДСМ ќе исчезне од политичката мапа на Македонија, се покажа како апсолутно неточна. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се враќа на голема врата и во политиката јасно ви е дека кога една политичка партија ќе почне да паѓа, таа падот ќе продолжи, а она која што почнала да расте ќе биде во пораст. Перспективите и за една иста работа може да идат поинакви. Јас тоа го образлагам сега. Ја кажувам нашата перспектива, а нашата перспектива е дека ова е супер за нас, ама лошо за ВМРО. Затоа што супер за вас е лошо за ВМРО, вие губите, ВМРО ДПМН победува, не е баш така, не е така. Ние имаме нагорен тренд. Ај отвори крива паланка да видиш како беше, еве таа ми текнува за потоа да уследи на избориве што се случува. Како не е потоп? Не, зашто потоп? Јас стварно мислам дека ова е успех. Избори чекајте. Да. Резултативе ви се успех? Да, резултатите ги сметам за успех, да. Да. Чекајте, уште еднаш. Да, овие резултати јас ги сметам за успех. Ај дајте ми мапата да од повеќе причини, затоа што вие ја гледате мапата без да водите сметка за контекстот. Контекстот е дали имате победник или немате победник. Овдека јас не гледам победник на... Имаме тренд на раст на гласови, што е супер со оглед на околностите. Па солиден. Јас до сега бевте утра конкретна, сега сте утра неконкретна. Па солиден, значи колку што очекувавме, тоа што го очекувавме, тоа го направивме. Тоа не беше и таргет. Добро, а зашто не се споредите пример со 2021 година, која што беше, да речеме, лоша за СДСМ, но имаше повеќе освоени општини од ова? Па затоа што пак ќе кажам, контекстот е многу другачи. Многу се различни околностите, Ландов. И затоа јас сум задоволна од овој резултат. Добро. Вистинска комедија. Најсмешно од се ми е реакцијата на колегата Ландов кога Чупевска вели дека било ова успех за СДСМ. Мислам дека беше збунет дали Гостинкава, која е подпредседател на СДСМ, навистина верува во ова што го зборува или го зафркава. И сега овие две личности се подпредседатели на СДСМ и тие треба после овој, ај нема да го наречам потоп, да не се навреди Чупевска, после овој дебакл да ја консолидираат СДСМ и партијата да ја вратат на нозе. Па искрено да сум член на СДСМ, одма би си ја скинал членската книжка и не би стапнал на бихачка додека овие личности држат функции во партијата. И не се само оние две. Тука и Андреј Жерновски и еден куп останати медиумски загари кои упорно ја тераат тезата дека овие избори биле лоши за ВМРО ДПМН, а добри за СДСМ. Ова е невидено. После два изборни порази, тие упорно не признаваат и никако да ја разберат пораката што им ја испраќа народот. Не сваќаат дека ужасните спомени од нивното владење се толку длабоко врежени во психата на македонскиот граѓани, што ако се случи на некои наредни избори, повторно да се приближат до некаква шанса за победа, ќе видат контрамобилизација на гласачите само да не се вратат они. И да се само гласачите. Не приметувате дека врвот на СДСМ има проблеми со своето членство. Па луѓе, после цели 20 години, тие го загубија својот бастион Струмица, нели родната општина на кланот Заеви, а во Скопје за прв пат во историјата се пласираа на трето место. И тоа за само 200 или 300 гласа. Инаку ќе беа и четврти. Тоа заради отпорот на Костадиновски во Струмица, кога го пуштија низ вода за да не го загрози Филипче, и незадоволството на скопското крило и луѓето кои гравитираат околу екс-градоначалникот на Скопје Шилегов. И да бидам искрен, ич не ми е гајле. Нека продолжат вака да тераат, нека ги снема од политичката сцена.
Но морам во исто време да признам дека ако не се опорават, тоа не е добро за македонската демократија. Не е добро во една демократска земја да нема силна опозиција, која би функционирала како коректив на власта. Но не ваква опозиција. Например, не ми треба Филипче, Карамфиловска или Чупевска секој ден да ми кажуваат дека мора да ги направиме уставните измени или слични работи. Абе ни треба опозиција која ќе го прави токму спротивното. Ќе каже сгрешивме, ја разбравме пораката од народот. Еве сега нудиме поддршка за да се поправи таа грешка. А не да шетаат низ Европа ден денес и да се нудат како блудници и да очекуваат дека Европската Унија ќе ги врати на власт. И да е само Европа. Тие на овие избори повеќе се крстеа во Дуи, Ахмети и Османи, отколку во Шукова, Герасимовски или било кој нивни кандидат. Мислеа дека Дуи има сериозни шанси да победи, да добијат нешто, па после да предизвикаат политичка или етничка криза, па така преку нив да го најдат патот кон Илинденска. Ама и тој план пропадна во вода. Чаир, Арачиново, Желино, Сара и Теарце убедлива предност од речиси 4000 гласа за Билалка Сами во Тетово во пресрет на вториот круг. Предност и на независниот Менди Ќура поддржан од Вреди во Струга. Коалицијата на Дујги загуби сите клучни и поголеми општини, освен Гостивар. По првиот круг од локалните избори партијата на Али Ахметија во класичен нокдаун. Она што самите си го најавува како референдум им се врати како бумеранг. Најголем пораз им е Скопски Чаир, каде што отидо со така наречен капиталец, партискиот подпредседател и поранешен министр за надворешни работи Бујар Османи. Премиерот Христијан Мицкоски порача дека со овие резултати партијата на Али Ахмети е веќе затворена тема и не треба да биде присутна во јавноста. На овие избори, политиките на етноцентризам, национализам и вештачни теми за орли и зајци и теми кои се небитни за граѓаните се поразени. А се отвара прашањето за реформи во опозицијата. Јас не посакувам послушна опозиција, но далеку поконцентрирана и покапацитетна од оваа, која што збори за орли и за зајци. Коалицијата на Дујги добие Пласница, Липково и Чашка. Според познавачите, интегративците сега целосно го загубија легитимитетот кај албанското гласачко тело во Македонија. Политичкиот аналитичар Љузин Фаризи за Алфа вели дека граѓаните јасно порачале дека интегративците се веќе минато, а политичкиот блок предводен од Изет Меджити, Билалка Сами и Зекирија Ибрахими се оние кои ја добиле довербата. Албанскиот народ во Република Македонија се изјасни дека е со соживот и за просперитетна и демократска држава. Веќе вчера и конечно легитимитетот на албанците се бетонираше дека Влен е политичката партија која треба да ги представува албанците. Според Фаризи, со овие резултати Ахмети повеќе не е најважен фактор ниту во неговата коалиција. Таа позиција сега му припаѓа на Арбен Таравари, чиј што кандидат оствари победа во Гостивар. Најголемиот победник во таа коалиција извоеваше само Арбен Таравари, кој уште еднаш најверојатно ќе го освои општина Гостивар и ќе биде малце побезбедна како политичка партија, но неговите политички ставови ние ги знаеме. Тој се обидува секогаш да биде дел од власта. Најверојатно, таму тој нема да биде безбеден заедно со Ахмети, но веруваме дека кај албанската политичка структура, особено во нивните редови, ќе има реформи. Во битката меѓу Вреди и Дуи владеачката политичка опција освои повеќе гласови во трката. За градоначалник на Скопје, Башким Бакију доби речиси 28.000 гласа, додека Скендер Реджепи Зейт доби нешто повеќе од 26.000. Класичен нокаут на Дуи. Политиката на албанците во Македонија дефинитивно веќе нема да се крои во зајас, туку како што и треба, ќе се крои во главниот град Скопје. Дуи се преценија себе си. И затоа веројатно излегоа најголеми губитници. И тоа не заради освоените гласови. Иако поразот во Чаир, Сара и Арачиново и престојниот во Тетово и Гостивар не се за потценување, туку затоа што им беше целосно поразен наративот дека тие се единствената партија која може да ги застапува интересите на албанците. Со тоа што игра на националистичката карта, всушност само покажа колку не се во контакт со барањата и очекувањата на просечниот гласач албанец во Македонија. Не разбраа дека и нив им е преку глава од корупција и криминал, од неспособност и подгревање на етнички тензии.
А што правеше Дуи во пресрет на изборите? Се закануваше со етнички тензии, најавуваше дека по победата ќе влезе во владата и ќе ги користи своите меѓународни контакти да продолжи на македонците да им наметнува национални отстапки и концесии. Ги користеше оние спијачи инсталирани во обвинителството и судството да саботира голем дел од корупцијските истраги кои се вредни не знам колку милиони евра. Па дури на помош ја викнаа и градоначалничката Арсовска, а обвинувани беа дека се дури вмешани во сериозните летни пожари. Нели, отидоа до таму што изборите во Чаир ги нарекоа референдум и дека гласањето таму ќе било решавачко за да се прогласи победникот кај албанците. Впрегнаа се што има. Видовте и Арсовска ја впрегнаа, но џабе. Како што за џабе добиваа поддршка од Албанија, како што за џабе го извлекоа Таравари од владата за да им помогне во Гостивар или го величаа села заради струга. Па дури зад кулисно играа и со Апасиев и Левица. На крајот ќе испадне дека нема да владеат во ниту една урбана општина. И да ја добијат струга, тоа ќе биде победа на села. И да го добијат Гостивар, тоа ќе биде победа на Таравари. А сите знаеме дека човекот не го држи да седи на едно исто место. И што ќе им остане? Пласница. Може би Липково. Но и тие како и СДСМ. Ахмети не признава пораз. Али Ахмети не се повлекува од политиката, останува на чело на Дуи. Поразот на изборите за него е победа, иако уште во првиот круг го загубија Чаир кој важеше за клучна битка во албанскиот политички блок, но и Сарај, според Ахмети, Дуи никогаш не изгубиле. Вели не ги добиле градоначалничките места, но повеќе гласови имале за советничките листи и тоа било позитивно. Дали слушате кој победил? Зошто да се повлечем од политиката? Дали ги сакате резултатите? Одете во ДИК и ќе ги верифицирате. Ако можете да видите за 25 години дали имало еден пораз на Али Ахмети. Во битки има и пораз. Во вториот круг со голема негатива од речиси 4000 гласа во однос на Билалка Сами влегува кандидатот за градоначалник на Тетово од Дуи Бајрам Реджепи. Интегративците со негатива влегуваат и во Струга, каде независниот Менди Кира поддржан од Вреди има предност пред Арсим Далипи од Националната алијанса за интеграција. И покрај ваквите резултати според Ахмети во вториот круг се почнувало од 0-0. Тој прогласи победа и во Гостивар и Врапчиште, каде што изборите беа неуспешни поради немање излезност. Липково, Плосница, Чашка. И во Гостивар и во Врапчиште сме победиле. Прашањата дали ќе се бара одговорност од Ахмети не беа најдобро прифатени од неговите најблиски соработници. Добар ден, господин Джафери, зашто ќе разговарате денеска седмицата? Дали ќе барате оставка на Али Ахмети? Ако сте вие па да барате оставка од него? Да, се прашуваме да го член на партијата. Зошто? По поразот на локалните избори. Дали се кувате онда поднесат само? Приказки раскажувате? Не ме прашуваме само. Попаметни прашања поставувате. Али Ахмети на чело на Дуи е повеќе од 20 години, односно од 2002 година по војниот конфликт во државава. Лани по повеќе од 2 децении владење неговата партија замина во опозиција, а сега доживеа пораз и на локалните избори. Значи Али Ахмети е веќе испукана пушка и е нервозен како никогаш предходно. Откако се објавија резултатите во неделата, вечниот лидер на Дуи го немаше цели 5 дена. Поштоете се појави на пресконференција каде сподели некои своји математики според кои тие биле победници на изборите. Значи тој како и Филипче се држи до фотелјата како од неја да му зависи животот. Еднаш бе да ги слушне човек, да се појават и достоинствено да признаат пораз, да се извинат и да ветат дека затоа што нивните политики довеле до пораз, тие да се повлечат. Не бре, тоа фотелјите многу удобни. А мислам дека не е само до фотелите. Мислам дека им е страв дека како се повлечат, ќе почне целосно да се распаѓа кулата од карти и дека многу луѓе ќе треба да одговараат. Со падот на Ахметино и Филипче, тука заедно со Заев, нели, ќе заврши политиката на неказнивост. И на површина ќе испливаат еден куп политичари и бизнисмени, нафтени тајкуни, градежни инвеститори и слично, која користеа недоприливата позиција на Дуи како неизбежен дел од секоја нели коалиција за буквално да прават што сакаат. И затоа падот на Дуи во моментов е многу поважен дури од падот на СДСМ.
Не само криминалот и корупција, туку и фактот што токму ДУИ, која за време на Заев и Ковачевски беше главна партија во власт, нели СДСМ беше безгласна буква, и од таа позиција притискаше да се донесат па дури и политички одлуки кои беа штетни за македонските национални интереси. Не знам, од промена на општински граници, двојазичност, па се до тоа што онија превземаа водечката палка во преговорите за македонскиот национален идентитет и историја со Бугарија. А за опстанокот на Македонија, за одржување на некаква меѓетничка рамнотежа, неопходно беше ова да престане. Некој да му стави крај на ова дивење на ДУИ. И верувајте, одлуката на премиерот Мицковски прво лани да одбие коалиција со ДУИ, а сега да се посвети на нивно целосно детронизирање, се покажаа како стратегиски одлични за Македонија. На овие избори, луѓе, се стави точка и на тезата и наративот на ДУИ дека ете наскоро ќе има предвремени парламентарни избори, дека тие на тие избори ќе победат и дека така ќе се вратат на власт и ќе ги задоволат апетитите токму на она армија корумпирани генерали кои гравитираат околу интегративците. ДУИ го користеше тој наратив, не толку за да освои гласови на обичните граѓани албанци, туку да ги мобилизира барем своите, но и сите оние криминогени структури кои во ДУИ гледаат заштита. Сега и тоа го загубија. А премиерот Мицковски доби бришан простор, конечно да расчисти со криминогените инсталации на Ахмети и ДУИ во сите сфери на општеството. Не зборувам за некаков си политички реваншизам или етнички реваншизам, туку за прочистување на системот од сите оние сили кои вршат злоупотреби, кои се криминализирани тонат во корупција, а се одржуваа во живот само под заканата дека ако некој ги чепне, ете Ахмети одма ќе направи реприза на 2001 година. Значи да сумираме. Првиот круг од изборите донесе триумф на ВМРО-ДПМН, дебакал за СДСМ, голема победа за Вреди и целосен нокаут за ДУИ. Но луѓе, работата не е завршена. За една недела има повторно гласање и не смееме да се опуштиме. Се уште има околу 30 на општини и градот Скопје каде треба да ги повториме и запечатиме резултатите од првиот круг. Да, Орце Георгиевски влегува во вториот круг со дури тројна предност пред Мециновиќ од Левица. Но имајте на ум, колку и да се разочарани овие од СДСМ и ДУИ, тие за да се спасат се подготвени да прават коалиција дури и со ѓаволот. Така што не би ме изненадило веќе да постојат и задкулисни преговори со Апасиев и Левица. Слично и во Карпош. И покрај тоа што Лукровски од ВМРО-ДПМН влегува со водство, неговиот против кандидат Стефчо Јакимовски е познат по тоа дека партиите ги менува како чорапи. На човекот кој има првостепена пресуда за да лежи неколку години затвор и кој е на црната листа на САД, не му е важно дали си СДСМ, ЛДП, ДУИ, па дури и Левица, само да си ја спаси кожата. Замислете да добие уште еден мандат, па за некој месец таа пресуда да стане правосилна. И тогаш што правиме? Ќе мора да има нови избори во Карпош. Мислам дека му е доста на Стефче веќе. 4 мандати истера. Време е Карпош да му се врати на Карпоше. Слично е во Струга и Кичево, посебно Кичево. Дајте еднаш нека не биде пресудно од која националност е градоначалникот. Не мора бе секогаш албанец да е. Важно нека биде да е стабилна личност која е подготвена и која ќе се посвети на општината. Затоа дајте во недела масовно да излеземе на избори и конечно е да ја завршиме фазата на детронизација на криминалот, корупцијата, неказнивоста, предавството на националните интереси и економскиот колапс. Реков, работите почнаа да мрдаат од мртва точка. Дајте како граѓани да подбутнеме за да можеме конечно да земеме здив. И тука мислам дека е веќе време да ја завршам и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржав вашето внимание. Се гледаме за 2 недели. Нели следната е вториот круг од изборите, па ќе прескокнеме една епизода. Значи за 2 недели се гледаме во исто време на исто место. Имајте пријатна вечер.